Димулкова Марија прашува за веганство и вежбање. Марија, не знам дали бараш потврда за тоа дали веган може да вежба или па бараш совети и насоки како тој што вежба и е веган да ја среди исхраната и како тоа би изгледало. Прва работа, ако се работи за првото прашање, макар што можеби и претпоставувам дека не се работи за тоа, но како и да е, се разбира дека веган може да вежба, нема ништо тука спорно и нема ништо тука штетно. Од друга страна, најголемата замка и она што е прашањето секогаш кога луѓето вегани сакаат да вежбаат и многу од коментарите кои што можеби ги добивате од страна е тоа дека веганот не јаде доволно протеин, па ако вежба нема да има добра регенерација на мускулна маса и нема тоа баш најдобро да изгледа, но тоа е голема глупост затоа што веганството не подразбира дека не постои начин да човек го задоволи телото и да ги задоволи потребите било какви, па макар тоа да биде и за масти и за протеини. Телото генерално не препознава од каде доаѓаат неговите хранливи вредности. Значи, он знае дека му треба кислород, му треба вода и му требаат хранливи вредности. Дали кислородот ќе биде од море и лежање покрај море, дали ќе биде од Маврово, од Попова шапка или не знам од која локација на земјата, не е битно. Истото и со водата, не го интересира од каде доаѓа водата. И трета работа, хранливите вредности не го интересира од каде доаѓаат, единствено што го интересира телото е да доаѓаат тие хранливи вредности. Затоа, дали ќе избира човек само растително потекло, комбинација, кето ќе прави, значи било какви типови на исхрана, идејата е да препознае кој начин на исхрана одговара на него и да го прифати и да го прави на долг рок. Но не се подразбира дека еден е подобар од друг. Истото и со веганството и она што е, да речеме, доколку твојот избор и на многу од вас изборот е веганството, тоа е сосема окей. Дури поврзаноста на вежбање е многу подобро можеби во некои случаи да бидеш веган, затоа што веганството обично по автоматизам придонесува за внес на поголема количина на јаглехидрати, кои што јаглехидрати се добри за особено можеби тежински тренинзи, да човек има доволно гликоген во неговата мускулна маса и дополнително тој гликоген да помогне во регенерација и градење на нов мускул, затоа што протеинот сам по себе не е доволен за градење на мускулна маса. Од друга страна, протеинот кој што еве пред малку го спомнав, повторно, тоа што си веган не значи дека нема да го внесеш во доволни количини. Има многу начини како да го внесеш во доволни количини преку комбинација на различни извори на растителни протеини, така да вежбањето и веганството се супер комбинација и ќе останат да бидат супер комбинација. Единственото само прашање е дали како веган ти успеваш да постигнеш да му донесеш на телото се што му треба. И се разбира, после вежбање, барем у денешни услови 2019 и 2020, имаме начини како да внесуваме и протеини кои што немаат никакви животински потекла во нив. Имаш многу вегански протеини, ако ти треба помош, слободно обрати ми се, ќе ти помогнам. Така да, толку имав да кажам за оваа тема.